Министерството за образование и наука во Кочани организираше работна средба во рамки на социјалниот диалог Учи паметно, работи стручно, заради креирање на уписната политика за наредната учебна година, како и за унапредување на средното стручно образование. На средбата присуствуваа представници од надлежните институции од образованието во општините Кочани и Виница, градоначалниците и стручните служби од двете локални самоуправи, како и од бизнис секторот и од средните стручни училишта, во кои од минатата година почна примената на новото дуално образование. Диалогот втора година поред го реализираме со директна поддршка од амбасадата на Швајцарија. Токму како резултат на овие средби, што МОН ги воведе минатата година на ниво на држава, отворивме вкупно 97 дуални паралелки во кои се запишаа 1400 ученици, а претходно беа само 11 паралелки на ниво на држава. Исто така, за да ги поттикнеме младите да се запишуваат во стручно образование, целосно ги променивме политиките за стипендирање. Од учебната 2021-2022 година, секој запишан ученик во дуална паралелка добива месечна стипендија од 3500 денари. Минатата година ревидиравме 34 наставни плана за 34 квалификации за потребите, како што се нарекува дуално образование. Од правни причини сме го нарекле паралелки со зголемен број на часови по практично образование. Што значи тоа? Тоа значи дека со овие наставни планови нови, ние всушност уште во втора година се почнува со учење преку работа, за разлика од претходните наставни планови, каде во реформирано техничко образование, каде што учење преку работа го имаше само во трета и четврта година со 4 и 6 часа неделен фонд на часови. Воведувањето на дуалното образование во средните училишта во Кочани уште од оваа учебна година ги дало првите позитивни резултати. Во средното општинско училиште Љупчо Сантов се отворени 2 нови стручни образовни профила, при што заедно со останатите се запишани вкупно 136 ученика, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев е обезбедено стручно образование за вкупно 314 ученици. Во средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница пак, покрај постојните насоки отворени се уште 2 со вкупно 109 ученика. На средбата, на која присуствуваа и представници од Агенцијата за вработување од Кочани, беа нагласени и резултатите од интерната анализа на пазарот на труд. Ние од нашето истражување утврдивме дека на ниво на општина Кочани недостасуваат профили од графичката струка. Значи, тука имаме печатници кои што навистина имаат потреба од такви профили и посебен акцент се става на арго заварувачи и на ЦНЦ оператори. Значи, еве еден поттик до средното машински училишен центар да обрати внимание и ако може да отвори некоја таква паралелка. Од Министерството за образование и наука изразија подготвеност да ги прифатат сите предлози за отворање на нови стручни образовни профили и за јакнување на дуалното образование во средните училишта во Кочани и Виница. Носењето на измените и дополнувањата во Законот за легализација на бесправно изградените објекти ќе зависи не само од владата, туку и од парламентот. Законскиот текст е поднесен во собранието и пратениците треба да го разгледаат на парламентарна седница. Сепак, одделни забелешки од некои партии веќе пристигнаа, при што пратеничката и председателка на Дом Маја Морачанин најави иницијатива за покренување надзор на расправа за Законот за дивоградбите. Од Министерството за транспорт и врски, кој е носител на предложените измени во законот, истакнаа дека се подготвени повторно да се разгледа целата постапка и доколку има издржани забелешки тие да се дополнат. Министерот Благој Бочварски при посетата на изградбата на експресниот пат од Крупиште до Кочани оцени дека во краен случај можно е дури и да се повлече предлог законот, ако така изгласа парламентот. Ние сме подготвени за дебата секаде и на секое ниво со пратениците пред се, заради тоа што сметам дека овој закон е потребен за граѓаните на нашата земја, на кој што им е потребен кров над глава заради социјалниот аспект во државата и заради тоа сме подготвени да дискутираме и во собранието и надвор од собранието, доколку државата е подготвена, доколку пратениците се подготвени во мнозинство да донесат ваков закон,
тоа ќе биде во ред, но доколку пратениците одбиваат да дискутираат или одбиваат да го изгласаат ваквиот закон, тогаш државата ќе го повлече тој закон. Новиот предлог закон за добивање правен статус на бесправно изградените објекти беше представен на крајот на минатата година. Со оваа законско решение се предвидува да се легализираат бесправно изградените објекти до 1 јануари 2021 година. При тоа предвиден е скалест начин за пресметување на надоместокот за легализација и тоа за објект до 80 метри квадратни, висината на надоместокот да се зголеми за 50% од основниот комунален трошок, а за објекти над 80 метри квадратни, овој надоместок да се зголеми за 100%. Надоместокот за легализирање на девоградбите нема да го плаќаат социјално загрозените граѓани, како и лицата со приходи до 180.000 денари нето годишен приход. Со тоа се зголемува опфатот на граѓани кои би се ослободиле од ваквиот надоместок. Компанијата Метак Транс од виничкото село Градец, чиј автобус настрада во пожар во германскиот град Билефелд, го очекува извештајот од увидот на локалната полиција за да може да преземе понатамошни активности за заштита на своите права. Автобусот целосно изгоре во петок од вечерта, а собствениците на компанијата имаат оправдани сомневања дека пожарот бил подметнат. Неколку дена претходно возилото стоело паркирано на вообичаена локација, а дури во саботата наутро возачот констатирал дека целосно е оштетен. Собственикот на компанијата веќе заминал за Германија и очекува известување од тамошната полиција која работи на случајот. Од Метак Транс се сомневаат дека пожарот е подметнат од македонски граѓани кои извршуваат нелегален превоз на патници, односно користат комбиња и други превозни средства без да обезбедат лиценци и соодветни дозволи за тоа. Веројатно легалното работење на Метак Транс за нив било конкурентно, па на овој начин се обидуваат да ги попречат во работата. Изгорениот автобус бил набавен неодамна, технички целосно исправен, а од крајот на минатата година со него веќе биле реализирани неколку тури со патници до Германија и назад. Извештајот од германската полиција е неопходен за соодветна постапка за утврдување и наплата на штетата. Направена е директна штета од над 85.000 евра, колку што чинело возилото, царината и другите трошоци за набавка. Дополнително, компанијата е оневозможена да ги реализира планираните тури, поради што ќе има дополнителна загуба. Метак Транс работи повеќе од една деценија со меѓународен транспорт на патници, при што освен за Германија, автобусите сообраќаат и до Словенија, Италија и други европски држави, каде што работат и живеат македонски граѓани. Цената на оризот во малопродажбата ќе остане непромената и во наредниот период, односно на нивото што беше утврдено во средината на декември минатата година. Владата на својата 16-та седница донела одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки, со која се замрзнуваат цените на дополнителни продукти како што се овошето, зеленчукот и пченицата, а се определува и највисоката трговска маржа за да се елиминираат можностите за раст на цените по други основи. Со оваа одлука се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата за лебот, шеќерот, солта, брашното од тип 400, суровото сончогледово масло и сончогледово масло за јадење, потоа за трајното млеко, свежото месо и сувомесни производи, сирењето, урдата, јајцата, тестенините, пченицата, овошето, зеленчукот и оризот. Кај трговците на мало, во вкупниот износ на трговската маржа до 10%, се вклучени и работот и надоместоците што ги наплаќа трговецот на големо, и тоа за рекламирање и за изложување на стоките на рафтови, односно полици. Оваа одлука на владата ќе се применува од 1 март до 31 мај годинава, заради потребата да се ограничи растот на цените во следните 3 месеци, односно трговската маржа да нема значително влијание врз растот на цените по престанувањето на важењето на одлуката за определување највисоки цени на одделни производи во трговијата на големо, како и во трговијата на мало. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани со еколошки активности го одбележа Светскиот ден на извидниците, при што символично беа засадени 22 четинарски стебла. Со акцијата извидниците ги започнуваат активностите од годишната програма за работа, чие мото е сакајте ја и чувајте ја природата. Еколошката акција за засадување нови стебла се изведе во околината на местноста Бавчалук.
22 февруари е светски ден на извидништво, така да и нашиот извиднички одред Ластовица од Кочани традиционално го обележи овој ден. Еве на еден символичен начин сакаме со оваа работна акција да засадиме 22 дрвца кои го обележуваат 22 февруари, како што реков, денот на извидниците. Тука се поканети во главно по-возрастни членови од извидничкиот одред и ова е само почеток на една поголема акција за пошумување што ќе се одвива во наредниот месец овде во непосредна близина на ридот околу местноста Бавчалук. Најголем дел од садниците се туја кои што ни беа препорачани од страна на стручните лица од општина Кочани и Водовод. Потегот од местото викано мостот кај Зевец до Бавчалук е уредувано, се уште проектот не е завршен, се очекува тука да има една поголема ревегетација и очекуваме во наредните години ова да биде едно од главните излетнички места на кочанчани, каде што покрај Кочанска река ќе го трошат своето слободно време во прошетки, забава и рекреација и затоа сметавме дека треба од овде да се почне со засадување на дрвците. Кочанскиот извиднички одред брои 150 членови. Од таму најавуваат нови екоактивности со кои ќе испраќаат пораки за јакнење на свеста за зачувување на животната средина. Покрај извидниците и локалната самоуправа на Кочани презеде активности за ревегетација на локалитетот Бавчалук. Таму во изминатиот период се реализираше проект за изградба и уредување на кеот на Кочанска река, при што старите и дотраени дрвја беа отстранети. На нивно место ќе бидат засадени нови.